Добар ден, почитувани. Територијата на НАТО во Европа драстично се зголеми, што значи дека има многу подолга граница за заштита и многу повеќе простор за можни руски напади. Бен Ходжис, кој командуваше со армијата на Соединетите држави во Европа до 2018 година, вели доколку силите на НАТО сакаат да ги транспортираат своите тенкови и залихи со железница за да ја зајакнат линијата на Источниот фронт, ќе се соочат со големи логистички предизвици. What we have learned from Russia's war against Ukraine is, we've been reminded actually, that war is a test of will and it's a test of logistics. We do not have enough transport capacity or infrastructure that enables the rapid movement of NATO forces across Europe. The Deutsche Bahn, which all of us depend on, specifically DB Cargo, has enough rail cars to move 1.5 armored brigades simultaneously at one time. That's it. Генерал Ходжис вели дека по 25 години воени конфликти во странство, НАТО сега треба да покаже дека може да одговори на заканите на секаде по нејзините граници. Патиштата со дупки на источните членки на блокот би можеле да представуваат уште една пречка за брзото распоредување. We've also discovered through exercises over the last few years that the further east you go, it becomes more difficult because the infrastructure is not as robust or redundant. The bridges that can hold a modern Abrams tank or Leopard or British Challenger, not many bridges can sustain that sort of weight. Европската унија по инвазијата на Русија врз Украина на 24 февруари почна да издвојува повеќе пари во одбраната. Голем дел од средствата се токму за подобрување на воената инфраструктура во источните членки на Унијата. I think there is a heightened sense of urgency because of, we've all been awakened now by the threat of what Russia is doing, and this is not an academic thing or just a debating topic now. That this is real. So I actually am optimistic. I would like to see us having moved a lot faster. Македонија, која, како што велат домашните експерти со кои разговараше Радио Слободна Европа, многу добива од членството во НАТО, особено во врска со безбедноста на земјата, не треба да очекува и многу од парите кои Алијансата и Европската Унија ги даваат за подобрувањето на нејзината инфраструктура. Македонија не треба многу да смета на една ваква поддршка од страна на Европската Унија или од страна на НАТО, со оглед на тоа што тие се строго наменски определени средства и за строги потреби кои директно ќе влијаат врз безбедноста и одбраната на членките на НАТО, односно врз развојот на членките на Европската Унија. Ние имавме во минатиот период, кога 99 година беше употребена територијата на Македонија за дејствата на НАТО врз Република Србија, оштетувања на инфраструктурата, и тука НАТО се вклучи и помогна на Македонија пред се на санирање на мостовите на автопатиштата. Имаме исто така во рамките на соработката со земјите членки на НАТО поддршка во смисла на опремување на или осовременување на воени објекти, полигони како што е Криволак кај нас. Исто така имавме директна помош од Соединетите Американски држави, кои заедно со нашите инженерци и заедно со инженерците на Норвешка се вклучија и фактички сите оние потребни осовременувања за Криволак ги извршија во минатите години, негде до пред 2 години. И сега Криволак е еден од најсовремените војни објекти кои служи за обука на не само војните сили на Македонија, туку и на сојузниците од НАТО. Исмет Рамадани, председател на Евроатлантскиот совет на Македонија, е на став дека доколку Македонија конкурира со добар проект за доградба на воената инфраструктура,
може да добие соодветни средства од фондовите на НАТО и на Европската Унија. Во однос на инфраструктурата која ни е потребна со стандардите на НАТО, ќе имат еден Foreign Military Fund, се вика тоа, каде што имат средства посебни за подобрување на инфраструктурата на државите кои се уште немат инфраструктура која одговара на тоа што се критериуми и стандарди на НАТО. Ако тие ценат дека нашата инфраструктура не одговара на НАТО стандарди и потреби, најверојатно ќе барат проект кој би требало да оди проектот преко Министерство за транспорт и врски, Министерство за надворешни работи и Министерство за одбрана. И ако ние конкурираме со добар проект, можеме од овој фонд да извлечеме финансиска помош, да ја подобриме инфраструктурата и понатаму, али се разбира дека само за патишта кои одат кон членките на НАТО, кон Бугарија, кон Грција и кон Албанија во овој случај. Тоа беше се во ова издание на темата на неделата, почитувани. Довидување.